Почитувани гледачи, по кратката пауса еве сме повторно назад во студио, како што кажавме и претходно. Денеска гостин во рано наутро е господинот Илчо Захариев, примариус магистер Илчо Захариев, но овој пат нема да разговараме во својство на градоначалник за инфраструктурата и за проектите на општината, туку на една сосема поинаква тема за алтернативната медицина. Господине Захариев, добре ни дојдовте во утринската емисија. Добро најдов и мило ми е што имате на таква убава емисија рано наутро, затоа што верувајте дека граѓаните сакаат да слушат доста за сопственото здравје, затоа што негувањето на здравјето е обврска пред се на секој од нас. Секако дека дел од фитотерапијата или традиционалната медицина е многу значаен сегмент. Прво, тоа е најевтина терапија, најдостапна терапија, а вековното искуство на нашите предци ни дава за право да кажеме дека навистина Македонија изобилува со големи природни ресурси кои ќе значат, ако правилно се искористат, и добро национално здравје. Ето така, знаеме дека лековите нели се неопходни за секој човек, односно секој човек кој што има одредена болест, но ете како почесто да ја сакаме алтернативната медицина. Значи, најпред да кажам дека во Република Македонија се регистрирани над 3000 лека. Значи, тие лекови возможуваат супериорни решенија во делот на лекувањето на голем број на заболувања. И нормално е дека новите иновативни лекови даваат такви шанси. Но ние никако не смееме да направиме прекини, да тврдиме дека се почнува од нас и мора да се вратиме векови наназад. Да видиме во времето кога немало супериорни решенија, кога немало нови лекови, како луѓето се бореле против тие болести, како обстојувале и се задржале до денеска. И всушност, кога ќе се вратиме наназад, ќе заклучиме дека нашиот народ и човештвото целосно се подпирало врз блиската околина, а тоа се лековитите растенија, кои ги користеле како единствен и неопходен извор на лекови. Мора да кажам дека сите земји во светот имаат заслуга во негувањето на фитотерапијата и селекцијата на тие лековити растенија. Значи, тоа вековно искуство на позитивно исклучување на оние отровни билки, на оние корисни, денеска ние го имаме прочистено и точно знаеме кое лековито растение зашто се користи. И морам да кажам дека Република Македонија со својата местоположба дава неверојатни шанси да ги користиме нашите природни лековити ресурси. Затоа што ние изобилуваме со една одлична клима, со многу сончеви денови. Нашата географија е многу интересна. Имаме низински делови, да речеме Овче поле, имаме планина Плачковица, Посоговските планини, и тоа возможува да растат над 3000 виши растенија. Од тие 1000 се лековити. За 500 сигурно потврдено научно дека имаат лековита моќ. И на мене ми е многу значајно кога одидам во селата и кога видам како жителите на чардаците на тие стари куќи врзале китки, дали тоа ајдучка трева, дали е подабиче, кантерион, дали е риген или планински чај. Значи, едноставно, миродија, значи се трудат да има што повеќе чаеви. Значи, тие знаеле дека тие лековити растенија во одреден момент може да помогнат. Тоа е најдостапниот лек веднаш до тебе. Делува релативно брзо. Може би ги нема ефектите кои ги имаат другите лекови, значи кои се обликувани така фино во капсули и таблети, нели? Но генерално тоа е првата помош која може да ви се најде при рак. И да истакнам дека денеска 30% од лековите кои ги има во аптеките и се така фино спакувани, нели, како капсули, таблети, ампули, дури инекции и лековите маси се добиваат од лековити растенија. И всушност најсилните лекови, еве за срцеви заболувања ќе кажеме дигиталисот, дигиталис ланата, продуцираат ланикор, ланитоп се добиваат од лековите растенија. Најсилните лекови за болка, морфинот, се од лековите растенија, од афионот. Кодинот како најсилен лек за кашлица се добива од афионот. И да не забораваме дека сите лекови за стомашни болки, спазмекс, дариком, бускопам, пробантин, се добиваат од датула или од тропабеладона. Така да природата е совршена, создала болести и лекови, наше е да ги изолираме тие лекови и правилно да ги искористиме, а нашиот народ, верувајте дека има огромно знаење кога праша лековите растенија. Така. Ете на кој начин треба да ги внесуваме во нашиот организам? Дали како чаеви или сепак можеме да си ги приготвуваме, односно да приготвиме и разни сирупи, мелеми од овие билки? Значи, фармацевската индустрија изработува готови фабрички специјалитети кои возможуваат изолирање на само одредена материја од лековите растенија и тие се поконцентрирани. Да речеме, кога ние изолираме еден дел од растението, ние не ја постигнуваме целта. Самиот чај ги содржи сите лековити компоненти. Кога вие направите топол напиток, да речеме од липа, значи вие имате некаде околу 30 супстанции кои доаѓаат од липата во чајот. И докажано е дека нашето тело подобро ги поднесува кога се компатибилни, целосно него поединечни. И затоа за мене, да речеме, ако чајот веќе го користите и пиете, јас не препорачувам готови фармачки специјалитети, туку препорачувам сека утро сами да си направите чај,
Но треба да знаете од кое растение ќе пиете чај, зошто се користи, како се припрема, која концентрација, дали се пие на гладно, после јадење, во текот на јадењето, и тоа е битно за чајот. Битно е дали се засладува со шеќер или не се засладува со шеќер. Уште позначено е дали се користи со природен мед, и чајовите може да ги направите како препарати. Нашиот народ може да направи, да речеме, препарати од чајовите со мед. Ќе ви кажеме да рецепт, да речеме за слабокрвност, ќе земете 50 до 100 грама свежа коприва, ќе ја сумелете добро на машинка за мелење, ќе направите, значи, еден екстракт, сето тоа ќе го додадете 1 килограм квалитетен ливадски мед, ќе го измешате и дневно ќе користите 3 пати дневно по една кафена лажичка, а тоа е еден препарат кој ќе го користите против слабокрвност и анемија. Затоа што во копривата имате и хлорофил, имате доста железо, имате фолна киселина, имате С витамин, а тоа се потребни градежни материјали, така велиме ние, кои учествуваат во создавањето на црвените крвни клетки. Така да мислам дека еве препарати со мед, може да направите прашок, да користите како прашок, може да направите медицинско вино. Често пати нашиот народ прави медицински вина на следниот начин. Да речеме, ќе ставите од 30 до 50 грама ајдучка трева на литар квалитетно црвено вино. Треба да ви стои 30 дена на темно место, секој ден ќе промешувате. После 30 дена веќе вашиот лек е готов, па може да го користите, да речеме, по една лажичка, по еден чаш од 50 мл, секој ден за подобрување на циркулацијата, подобрување на варењето, подобрување на апетитот. Едноставно се користи како рамадански тонок. Да. Или да речеме на ручек со јадењето. Исто така може да направите и тинктура. Тинктурите представуваат алкохолни екстракти на лековитите растенија, каде имате точно дефиниран сооднос, каде имате точна концентрација, а времето на мацерирање и екстракција изнесува некаде 10 дена. Тинктурите се прават во различни соодноси. Ако се работи од силни билки кои се отровни, се прават во однос 1:10. Ако се работат за билки кои се индиферентни, како мајчина душица, реген, камилица, тие се прават во однос 1:5. Значи тоа се постапки кои се многу едноставни и тие се многу стабилни. Да речеме, тинктурата може да биде стабилна 2 години. Вие ако немате време да правите чај, ќе си направите тинктура. Да. И тинктурата се користи во мали дози. Обичаено се користи, да речеме, 3 пати по 20 капки, или 3 пати по половина лажичка кафена, или 3 пати по една кафена лажичка со малку сок, овошен сок, така да навистина помага и делува. Може да направите лековити масти. Нашиот народ е неверојатно умешен, да речеме, на времето ја користеле свинската мас, го користеле восокот и ланолинот кој се добива од волна и правеле квалитетни масти за надворешна употреба. Еве да речеме розмаринот, кој го имате во секој двор, може да го искористите, да речеме, да направите квалитетна мас за реуматски заболувања, за подобрување на циркулацијата. И тоа да го направите со свинска мас или со обичен заитин, или со маслиново масло. Така да, ако мене ме прашувате, значи најдобро е да се користи како секојдневен напиток, чај, со тоа што чајот може да се користи и од суви билки, но може и од свежи билки. А ете, сувите билки колку време треба да ги чуваме во нашите домови? Од повеќе фактори зависи. Ако се работи за ароматични растенија, кои имаат пријатна мирис, да речеме, мајчина душица, босилок, камилица, кои имаат етерни масла, бидејќи состојањето етерните масла може да испарат и да се намали лековитоста, значи тие обичаено треба да ги наберете во количини кои ќе потрошите во текот на една календарска година. И секоја година треба да се наберете нови количини. Доколку се работи, да речеме, за некој корен, да речеме од петопрс, торментила, потентила торментила, значи многу е битно дека тој може да биде стабилен 5 години, затоа што нема етерни масла. Ако го вие добро сушите, ако го чувате соодветно, на соодветна температура во хартиена амбалажа или во хартиени кутии, дури пластични кутии, тие се чаеви стабилни. Но реков дека за ароматичните растенија, значи ако вие отидете на планина и наберете мајчина душица, наберете во количина која ќе потрошите во текот на една година. Наредната година наберете нова количина затоа што состојањето, лековитите материи калираат. А наша цел е кога ќе направиме ние некој чај од лековито растение, да тој ги задржи сите лековити материи, кога ќе го користиме, да го користиме во форма која ќе ни помогне и да биде доволно концентриран. Оти наша цел не е само да пиеме ароматизирана вода. Ме разбирате, нели? Така да мислам дека берењето на чаевите исто многу битно во кое време ќе ги берете. Так. Да речеме, и од кое место сигурно зависи тоа? Еколошкиот момент е многу битен. Знаете, вие не може да берете липа во градски средини или да речеме во индустријски оддел каде имате загадување. Значи мора да ги берете на чисти места, да речеме по планините, по ливадите. Тоа е многу битно и многу е значен тоа што кога ќе ги берете. Треба да ги берете во период од 10 до 2 часот во текот на денот, значи по суво време. Билките не сме да се берат, растенијата се берат кога е росли во времето. И секој пат собирате само едно растение. Значи, и никако не смеете да собирате истовремено отровни и неотровни растенија.
Оти мора да ви кажам дека природата е совршена, Да. но во природата се наоѓаат и најсилните отрови. А ете така тоа визуелно во лековите како растенија. можеме веднаш да препознаваме кои растенија се отровни, а кои не. Па треба знаење. Треба да. Значи, треба да се подпираме на традицијата, во селските средини луѓето тоа го знаат. Значи, не треба многу да експериментирате со растенијата. Оние кои не ги знаете, одите кај првиот фармацевт во правата аптека. Тој треба да ви даде корисни совети. Кој е тоа растение, зошто се користи, кој дел од растението се користи. Некаде се користи цветот, да речеме кај камилицата. Некаде се користи надземниот дел хербата, како што е кај мајчина душица. Некаде се користи коренот, како што е, да речеме, овде кај глуварчето. Некаде се користи, да речеме, целото растение. Кај семињата, да речеме, кориандерот, или кимот и така натаму, тамо се користи семето. Некаде се користи кората. Да речеме, кај врбата се користи кората. Кај дабот се користи кората. Значи, мора да знаете во кој дел од растението е најголема концентрација на лековитите материи и кога се бере, да речеме, вие во текот на цветањето се берат сите оние растенија како херба. Но вие ако сакате да наберете корен, ризом, кртола од некој растение, тоа ќе го правите во есен или рана пролет. Корите се берат во рана пролет. Значи не во секој период. Ако растението е предцветено, веќе нема она лековитост. И да речеме, ако берете лист, најдобро да го берете пред да почне да цвета растението. Да речеме, маточина и нане се берат пред да почне да цвета растението. Ако берете херба, да речеме кантарион, треба да проверите дали се отворени барем 30% од цветовите. Ако се отворени 30% од цветовите, тогаш го берете на земниот дел, реков по убаво сончево време, на чисти места, значи кои не се загадени, затоа што растенијата, знаете, може да бидат големи абсорбенси на токсични материи. И затоа мора да се води до тој момент. Така, Ана, само да напоменеме дека доколку нашите гледачи имаат некое прашање за нашиот денешен гостин, слободно може да ни се јават и да го питаат за некој совет од лековитите билки од природата. За денес исто така се одлучивме да зборуваме и за овчарската торбичка и за глуварчето, кој што ги има најчесто во овој период од годината. Па да ни кажете каде можеме да ги најдеме овие билки и за кои болести најчесто помагаат. Значи, глувачето е едно од најблагородните лековити растенија. Латинското име е Taraxacum officinale. Значи, сите лековите растенија кои во своето име го имаат зборот officinale, officinalis, самото тоа кажува дека тие се лековити растенија. Значи, во латинските имења оставен траен белег за растението, дали е лековито или не е. Иначе, глувачето може да биде и лек, но и храна. И да истакнам дека во западноевропските земји се многу цени тоа растение и е составен дел од исхраната, значи во нивните ресторани е многу скапа храна. Дури во времењата кога имало глад, листовите од ова растение на земниот дел се користеле, значи, во секојдневната исхрана и тоа како во разни чорби, нели, зелје, така, салати и како свежо растение. Растението малку горчи, тоа не треба да ви смета, затоа што во горчливоста се наоѓаат лековитите материи. Инаку глувачето се користи, значи, и надземниот дел, значи листовите, хербата, цветовите, но се користи и коренот, Taraxacum radix. Коренот се бере во есен и во пролет. Неговата лековитост тогаш е најголема. Значи се откопува, али не сите, треба да оставиме за репродукција, нели? Го собираме на чисти места. Семиот, сите оние механички нечистоти, значи еве овде во овој корен имате и земја. Значи имате земја и практично тоа мора да се исчисти, добро да се измија, се сече на мали парчиња од 1 до 2 сантима и се суши, значи на температура до 40 степени. Се чува во хартија на амбалажа, инаку трае 2 до 3 години. Колку време од прилика треба да се суши за да може брзо, да се користи? Брзо е сушењето, инаку за 2 дена веќе листот од глуварчето се суши, но вие може да го користите за оваа намена. И сега, многу сличен хемиски состав има глуварчето. За мене е најбитно дека содржи горчливи хетерозиди, значи горчливи гликозиди, значи тамо доаѓа и горчливоста. Прво ја помага стимулацијата на лачење на сокови од жлездите, да речеме сок од желудникот, го стимулира панкреасот, стимулира жолчки и жолчни патишта, го подобра варењето на храната, го подобра апетитот. Начин да го преработиме, дали како чај или те рековте дека глувачето може да се направи и како мед, може да се направи како медицинско вино и како чај. Само да кажам дека во последно време му се дава една силна димензија на ова растение, дека се користи превентивно против малени заболувања, а истовремено голем број на луѓе го користат и кога имаат малени заболувања. Нема штета од ова растение, значи не е отровно, максимално е безбедно. Да речеме средна доза на коренот е 2 грама,
а денеска 4 пати по 2 грама може да се користи. Значи максимално безбедно. Да кажам дека глувачето е пријател на црниот дроб. Само се извинувам овде што ќе ве прекинам, од режија ни јавува дека имаме гледач на линија. Ало, добро утро. Добро утро. Добро утро, повелете, кој ни се јавува? Програмата и до магистар доктор Захариев. Благодариме. Имам високи триглицериди 2,78. Што треба да употребувам? Значи, веднаш да кажам дека првата работа е равномерен внес на хранливи материи. Значи, мора да бидете подложени на една диета. Значи, во овој период пролетен ќе треба да се вклучите повеќе на растителна храна. Значи, она што е сезонска растителна храна. Избегнувајте храна која е богата со масти. Значи, свинското ќе го избегнувате, значи, јагнешкото ќе го избегнувате. Мора да кажам дека треба да внимавате кога се храните со одредени плодови, коштенети плодови, значи, тука спаѓа ореви, кекирики, не смете да јадете лешник, бадеми. Потоа не смете да јадете семки, сончулет, бидејќи имат на 60% масти. И од млечни продукти мора да ќе користите јогурт, пресно млеко и јурдам. Не смеете сирење, кашкавал, павлака, зденка, затоа што имат многу масти. Мора да се движите. Значи, движењето мора да биде секојдневна врска да се огруваат овие материи, бидејќи вредноста е некаде над 2. Тоа што го рековте не се многу високи триглицеридите, но мислам дека со диета ќе ги решите. Ако евентуално и понатаму се високи, ви препорачувам да пиете неколку чаеви. Прво чај од бреза, и тоа од ресите на бреза која сега цвета. Мора да кажам дека ресите од бреза неверојатно ги намалува триглицеридите и холестеролот. Значи, наберете ги, сушете ги под сенка. И што е многу битно, денеска пиете 1 до 2 чаши. Исто така мора да користите во исхраната многу лук, кромит, целер, магданоз, рокви, редокви, сите оние кои имаат лут вкус, затоа што тоа се тие угликозиди кои ги разбиваат мастите уште во текот на самиот метаболизам во 12-палачното црево. Така да мислам дека ако тоа помогне, ворете, ако не помогне, тогаш ќе мора да се примат лекови. За триглицеридите најдобар лек е каталипот. Значи тоа се деривати на фибратот и дневна доза е 1 на ден и мислам дека ќе дадат резултати. Значи, умерен внес на храна и незиното трошење, мислам дека ќе биде савред. Ево, од режија веќе ни јавува дека имаме уште еден гледач на линија. Добро утро. Добро утро. Кој ни се јавува? Јадранка на телефон. Поздрав до вас, гостино. Благодариме. Сакам да се самувам гостинот, ако може еднаш рецептот за слабокрвност по покривата и да праќа дали тоа може да се користи кај мали деца. Да, сега. Слабокрвност. Дали Значи, добро разрушено? Да, копривата представа наш стар, еден од најстарите лекови, но тоа представа здрава храна. Често пати во моите разговори велам дека за нашиот народ се проблем месец јануари, декември, можеби февруари, но кога излезе копривата веќе ние немаме проблем, затоа што нашите практично предци обстоеле со копривата. Значи, копривата представа изворен лек, се користи за лекување на слабокрвност и на анемија. Кажав дека има многу железо, има фолна киселина, има хлорофил, има многу С витамин. Значи, може, кај малите деца може да се припрема чај од сува коприва. Значи, наутро, да речеме на 300 мл врела вода, ќе додадете, да речеме, една кафена лажичка за децата од копривата, треба 115 минути. Доколку сака да има пријатен мирис чајот и вкус, ќе додадете малку и камилица, за да коригираме вкусот, нели? И потоа се пие засладен со мед. А може да направите и препарат со мед, на исти начин како што ви реков. Јас дека мојата баба кога бев помала секогаш ми правеше чај од коприва и навистина е вкусен. Има малку така чуден вкус, но е. За возрастните препорачувам да направат медицинско вино со коприва. Значи 50 грама ќе стават коприва, сува, на 1 литар квалитетно црвено вино. Треба да ви кисне, да стои некаде околу 30 дена на темно место, се меша секој ден неколку пати и на ручек. Значи секој ден по една чаша од 50 мл. Прво, представа силен роборанс, го јакне телото, представа силен тоник, но ја стимулира еритропоезата, значи стварањето на црвените крвни зрнца и подобрува крвната слика. И оние кои се анемични, верувам дека ќе имаат резултати. Копривата има и сега најчесто застапена во овој период. Најдобро е да се бере пред да почне да цвета. Значи, во рана пролет, тогаш, бидејќи копривата може да биде непријатна, таа има нормално и формалинска киселина, има хистамин. Кога ќе ја наберете копривата, треба брзо да ја сушите. Второ, ако сакате свежа да ја користите, ќе ја попарите со топла вода. Со тоа се уништуваат сите оние влакненца каде се наоѓаат овие материи кои се непријатни, кои дразнат и иритираат, нели? Уртикарија доаѓа од копривата. Латинското име на коприва е уртика диоика и кога ви свала, нели, алергијата, уртикарија од таму доаѓа. Инаку да кажам дека на времето против реума била користена копривата.
па често пати кај селското население вели ај малку да ми изудираш со коприва. Аха. Па ако те болат колената, нели, малку со коприва доаѓа до подобрување на крвоснабдувањето во коленото, се појавува жарење, печење, има силно рубифасциентно дејство и се подобрува циркулацијата, така да делува против ревматски заболувања. Инаку да кажам дека од копривата се прави медицински мед, може да биде и од свежа коприва, но може да се направи од сува коприва. За сува коприва ви треба 100 грама сува измелена коприва во форма на брашно, ситен прашок, се просее, се додава сок од лимон, од неколку лимона, 2-3 кисеите лимона, и сето тоа се меша со 1 килограм квалитетен ливадски мед. Значи прекрасен домашен лек за лекување на слабокрвност. Се извинувам само, ми се Имаме чини нареден дека имаме гледач, уште еден гледач. Добро утро. Добро утро. Повелете. Повелете. На телефон е Стојанова Олга. Од каде се јавувате? Од Штип. Повелете. Од Штип се јавува Стојанова Олга да го прашам градоначалникот. Ја имам диабет и на инсулин сум. Шо чаеви може да користам? Сега, бидејќи сте на инсулин, веднаш да кажам дека инсулинот ништо не може да го замени. Доколку бевте на таблети, да речеме глукофаже, глуформин, метформин, диабинезе, глибедал, можете да користите нормално и одредени лековите билки. Кои лековите билки помагат да се намали концентрација на шеќерот во крвта? Прво, лист од црна црница. Наберете го сега во текот на цветањето, изворена лек. Лист од скоруш, лист од црна рибизла, потоа мишунките од граф, лист од боровница, растението подабиче и црвениот кантарион. Значи, тоа се лековите растенија кои го намалуваат шеќерот. Имено растение кој се вика штралка, или латинското име е Галего офицinalis, има во Штип и Штипско и тоа го намалува шеќерот. Значи, иако користите инсулин, ако ги пиете овие чави, може да падне малку шеќерот, но генерално, доколку бевте на таблетарна терапија, лековите растенија комплетно може да ги заменат таблетите. Препорачувам нормално и диета, значи да се внимавате из храната. Не ви препорачувам да го исклучите инсулинот, инсулин мора да примате и што е многу битно, треба многу да се движите. 1 час пешачење, значи 1 милимол, 1 единица инсулин, 1 единица гликемија пониска. Така да мислам дека ако ви имате навистина одговорен однос према вашето здравје, ако внесувате храна која е нели диетална, која нема многу јаглен хидрати и шеќери, и ако се движите, користите инсулин и нормално и овие растенија што ви ги спомнав, ќе имате резултати добри. Така, еве повторно имаме гледач, ама. Ало, добро утро. Добро утро. Кој ни се јавува? Од Железничка. Марика. Повелете. Повелете. За косопас нешто, ако може. Значи за косопас прво треба да видиме дали се кругови или дали општо паѓање на косата. Само едно кругче. Па треба веднаш да се провери, да речеме дали краниците се во ред, дали имате расипани заби, да се провери да немате реуматско заболување, некој воспаление. Инаку мора да кажам дека во исхраната треба да вклучите храна која е богата со сулфур, значи жолчка од јајце, да јадете лук, кромит, роква, радоква, целер, магданоз и да си направите тинктура од лук. Значи тоа се домашни и природни лекови. Значи ќе земете 50 грама лук, ќе го столчите и ќе додадете 250 мл домашна ракија, да ви стои 10 дена на темно место. Секој утро и навечер со тој препарат после 10 дена мачкајте го тоа место, затоа што алопецијата или косопастот може да бидат и вирусно заболување, али може да биде дефицити на сулфур. И верувајте дека ќе даде резултати. Мислам дека тоа е наједноставната терапија. Доколку тоа не даде резултати, вклучете во терапијата валете капсули, кои имаат 2 аминокиселини, цистеин и метионин, и истовремено може да користите пантенол ориблети. Мислам дека тие како препарати може да дадат добри резултати. Значи, тинктурата од лук е многу битна и значајна затоа што лукот има многу сулфур, а знаеме дека косата во својот состав содржи 17% сулфур. Ето, јас предлагам овде да се надоврзаме на претходната тема кога разговаравме прашањето на нашата гледачка, кои се билки може да ви помогнат за регулирање на шеќерот во крвта. Ето и минатата недела, 7 април беше Светскиот ден на здравјето и токму овогодинешното мото беше да го победиме диабетот. Навистина е загрижувачка состојбата и што веќе нема возрастна граница. Се поголем број на мали заболуваат од шеќерна болест. 2 до 4% населението има диабет. Некој е скриен, тој е наопасен ако не го контролирате, затоа што шеќерот како шеќер си постои во крвта и во одредени граници, он е потребен. Но ако веќе се неговите концентрации високи, ако 3-месечниот е многу висок, нели, тогаш доаѓа до штетување на крвните садови,
страда видот, ретината, страда централниот нервен систем, мозокот, срцето, бубрезите и настануваат одредени проблеми. Значи, редовните контроли се неопходни, примањето на терапијата е битна, а имаме навистина квалитетни лековити растенија кои го намалуваат шеќерот. Да речеме, мешунките од граф имаат материи кои се слични на лекот диабинезе и ако се користат, да речеме, навечер ќе ставите мешунки у граф во вода, треба да остаат цела вечер, наутро една чаша, да речеме, до 2 единици може да намали. Истовремено тоа што го реков дека подавичот од црвениот кантерион, листот од скоруша, листот од црница, ждралката, листот од боровница и листот од црна рибизла навистина го намалуваат шеќерот. Тие може се користат сами, но може се комбинираат, да речеме, неколку од нив. Алкалоид произведува еден многу квалитетен чај, тој се вика миртилин микс. Тој чај содржи 7-8 лековити растенија. Секојдневно примање 1 до 2 чаши од тој чај дава добри резултати. И за диабетот е многу битен еден друг сегмент. Значи, контролирање на телесната тежина, внимавањето во исхраната, но пред се и движењето. Сите диабетичари треба да пешачат 1 до 2 часа дневно, затоа што јас реков дека 1 час пешачење, 1 единица веќе паѓа шеќерот, 2 часа 2 единици. И мислам дека тоа ќе даде резултати. Па еве да речеме и глуварчето, заради тоа што го подобрува метаболизмот и варењето на шеќерот и создава гликоген, може се користи така за намалување на шеќерот и тоа може се користи надземниот дел, но може да се користи, да речеме, и подземниот дел, односно коренот. Еве овде имаме и овчарска торбичка. Ете, зашто ни служи таа? Значи, едно од најстарите лекови, лековите растенија кои спречува крварење е овчарската торбичка. Значи, ова растение намалува, и тоа надземниот дел се користи, значи хербата, помага кога имаме неконтролирани крварења од желудникот, при чир, гастрит, потоа кога има катар или воспаление на дебелото црево, пропратено колит нели со крварења, но многу се користи, да речеме, при крварења од уринарниот тракт, и тоа крварења кои се појават од бубрезите, од различна природа и причини, потоа зголемени и продолжени крварења, мешни крварења кај жената, значи менструални крварења, дури и крварења од непозната етиологија. Самата овчарска торбичка, да речеме, порано немало такви лекови хемостатици како што има денеска, се меша со билката на давка или конски опаш, Equisetum ravense, и представува одличен лек за намалување на крварењето. Да кажем дека пациенти кои имаат крварење спонтани од носот, треба да пијат чај од овчарска торбичка, бидејќи навистина помага. Инаку овчарската торбичка е толку благородна билка и има насекаде околу нас. Наберете ја, не е штетна, нема алкалоиди, значи нема токсични материи. Исушете ја под сенка на проветрено место да ја зачуви природната боја, арома, вкус и лековитост. И што е многу битно, припремете чај. Навистина помага кај пациенти кои имаат крварење или кои имаат анемија, проследена од некое крварење, а не знаат што е причината. Така да тоа растение може слободно да се користи и верувам дека ќе даде добри резултати. Така. Ете, кои се други билки во овој период треба да ги имаме во нашите домови? Па еве сега почнува веќе да света камилицата. Значи во Чеполието покрај пченицата, каде е посејана пченица, онаму каде не е добро никната, каде има влажни места, почнува да цвета камилицата. Мора да кажам дека нашата камилица е многу квалитетна. Има многу етерни масла, наберете ја сами, таа е најдобра. Значи, почнува да цвете и мајчината душица, така и тоа лековите растение кое треба сега да го наберете. Бозелот ќе почне да цвете наскоро. Цветот од бозел навистина е одличен диафоретик и добро средство за подобрување на имунитетот, добро средство за борба против вирозите и настенките во зимскиот период. Мислам дека е многу пријатен чај и сите оние тврдења дека тој е штетен за машки деца не држат, бидејќи научно е докажано дека е безбеден. Дека е безбеден. Ќе почне да цвете наскоро и липата нели, а и дучката треба веќе почнува да расте во фаза на цветење, ригинот ќе дојде. Нането ќе почне да берете, значи маточината. Значи во секоја домашна аптека мора да имате доволно лекови кои ќе ви се најдат како прва помош. За мене уште позначено да бидеме одговорни заради идните генерации. Значи треба да ги береме рационално. Треба секој пат да оставиме неколку стебла или примероци кои ќе овозможат размножување и повеќегодишните растенија мораме да ги експлоатираме внимателно, бидејќи голем дел од нив веќе ги нема. А ние не постоиме само заради нас, ние постоиме за идните генерации. Затоа што ја стално зборувам, на идните генерации треба да го ставиме сето она што го создаваме ние овде, но што го создала природата пред милиони години. Така да мислам дека рационалното експлоатирање на лековитите растенија, нивната правилна употреба може силно да влие да се го подобриме здравјето, а тоа може да влие на националното здравје и тогаш може да се продолжи работниот век, да се продолжи животот на луѓето, тоа е наша цел. И за мене на порака е кога ќе берете лековите растенија и кога ќе одите во природа, вие се релаксирате. А релаксацијата е најдобриот лек против сите оние болести кои ги приредува стресот кој ние секојдневно го имаме од различни причини. Така да одејќи во природа малку да уживате, да се релаксирате, берете лековите растенија,
Ако не ги знаете, консултирайте се со фармацевти и со лекари, припремете правилно лекови, користите секојдневни напитоци, викам дека ќе имаме добри резултати, ќе имаме добро здравје. Захарија, јас се извинувам што ќе ве прекинам, многу гледачи се јавуваат, бараат совети. Имаме уште еден гледач. Ало, добро утро. Добро. Добро утро, повелете. Од Виница. Така, имаме проблем со детство на раката и злабавна сил. Некои лекови, маски, чаеви, нешто да ни предложи. Значи, треба да направите една фотографија и пуштете го на мојот мејл. Пуштете фотографијата на мојот мејл да видам и ќе ви напишам на мејлот што да користите, затоа што најверојатно на вас е припишувана одредена терапија. Битна ми е возраста на детето, затоа што таа терапија содржи вообичаено одредени лекови кои имаат и кортикостероиди, може да имаат антибиотици, може да имаат астригентни средства. Да погледам, да видам каква е состојбата, оставите телефонски број, ќе ви сконтактираме и ќе ви помогнеме. Така, ете, ви благодарам многу на вашето јавување. Господине Захариев, ете сега сме во период на пролетни алергии. Со кои се билки можеме да ја облажиме состојбата? Алергии на очите, кивање. Алергиите се присутни. Значи, секоја субстанца може да биде алерген. Да. Дури секоја храна може да биде потенцијално алерген. Нашето тело создава антитела и тој процес постои. Многу е значено дека во пролет, поради појавата на поленовиот прав, кој представува најсилен алерген, се појавуваат многу чести симптоми кои се непријатни. Значи, силно кивање, течење на носот, црвенила на очите, значи печење на очите, солзење, често пати гушење се појавува, значи респираторни проблеми. Кај многу пациенти се појавуваат и одредени реакции на кожата, значи црвенило, уртикарија, сврат, чешење и така натаму. Значи пациентите добро треба да знаат дека во овој период треба да бидат внимателни, да си ја примат терапијата. Имаме добри лекови антихистаминици, и тоа класични и нови. Дали е тоа лоратидин, дали е цитризин, дали е зиртек, да речеме, дали е фенерган, синопен и така натаму, нека примаат. Битно е дека кога одат во природа да внимаваат од убудени инсекти. Ако се алергични, да речеме, на убот од пчела, оса, стршел, кај себе да имат таблета лоратидин, затоа што доволно да ја земат таблета лоратидин, да ја сожвакат, да ја стават под јазик, ќе има моментално и брзо дејство. И многу е битно да кај пациенти кои имат ринити, кои кијат, наутро пред да излезат, да ги премачкат ноздрите со маслиново масло. Значи маслиното масло служи како еден фил на рецепторите и кога дојде алергенот, не може директно да се врзе за рецепторите и се ублажуваат многу симптомите. Така да тоа е еден добар природен начин да се заштитите. И што е многу позначено, ако одите во природа, а сте алергични на било што, сепак тоа да го правите многу предпазливо. Значи лекови треба да бидат со вас. Не користете, не облекувајте, еве да речеме заради инсектите, облека која подсекува на цвеќиња, да не ви дадат пчелите, нели? Потоа не користете мириси, јаки, парфеми. Оти пчелите се ориентираат по мирисот и по бојата на цвеќето. И мислам дека тоа е многу битно да се заштитите. Сепак реков дека алергиите може да бидат и често пати многу непријатни, со многу динамична клиничка слика и често пати помошта може да се побара, значи витата медицинска помош или во ординацијата или во болничка слика. Така, еве, имаме и променливо време. Мене ме интересира во моментот, јас сум малку настанет, па еве да ми кажете како да се заштитам од овие. Значи, променливото време е проблем затоа што нашето тело не може да се адаптира. Не имаме една жлезда која се вика тиреидна жлезда, таа е овде, и таа жлезда треба да го прилагоди телото, односно основниот метаболизам. Значи, лачењето на тироксин, тој хормон кој ни дава топлината. И често пати прилагодувањето е многу тешко ако имате утринска температура 5 степени, па дневна 30 степени, но треба се бидеме пристојно облечени. Значи, лесна облека треба постепено да воведуваме во наредниот период. Битно е да се користат, да речеме, многу овошје, многу зеленчук во исхраната. Спортувајте и шетете повеќе. Од чаеви ќе пиете во овој момент камилица, липа, мајчина душица, бозел, босилок, цветодневен. Тоа е одлична комбинација. Ќе го подобри имунитетот. И мислам дека тоа е најдобриот начин. Многу терапија, лекови не се неопходни. Се зависи од вас. Значи, треба да го чуваме здравето, затоа што ние треба да бидеме на големите, чувајте нашето здравје и да бидеме наодговорни. Се друго после си е само надградување на она што треба да го даде лекарот и фармацевтот во аптеката. Така, ете, Никола напомена дека веќе чувствува влошување на неговата здравствена состојба. Ете колку вие го оправдувате земањето лекови на своја рак. Сите лекови се направени и така формулирани да мора да ги препише на некој начин лекар.
Значи, лекарот е тој кој одредува терапијата, пациентот треба да ги користи на начин како ги препишал лекарот, значи во количини, доза, фреквенција и доволно долго. Мора да кажам дека дел од лековите може да се земат на своја рака, тоа е лековите кои на својата кутија имат ознака БР. Тоа значи се зема без рецепт. Тука спаѓаат лекови против главоболка, парацетамол, аналгин, кафетин, тука спаѓаат лековити масти, па некои лекови против киселина, компенсан и така натаму. Значи тоа се препарати кои се користат без рецепта, лекови против грип. Но за мене лично дека и најмалото заболување, кое мислиме дека е безазлезно, не би требало да го лекуваме сами, туку треба да се консултираме со нашиот лекар. Затоа што верувајте дека често пати малите болести кријат големи болести. Ако не ги на време лекуваме, затоа што нашиот народ рекол лекува мала болест дори не стане голема. Така да сепак си математичен лекар, консултирајте се. Инаку антибиотици никако земање на своја рака, хормони никако земање на своја рака, туберкулостатици, антимикотици никако, антивирусни лекови никако, затоа што тие треба да ги оставиме за идните генерации, бидејќи нестручната примена, несоодветната примена, често пати може да дојде до појава на стварена отпорност на причинителите на заболувањата, тоа се бактериите, глигуците, нели, и вирусите, и на крајот да изгубиме драгоцени лекови со кои треба да се бориме против инфекциите и против инфективните заболувања. Така. И јас ви многу благодарам, ете овде и крајот на нашиот ни разговор. дозволува. Може многу да се разговара на оваа тема и околу лекувањето со билки од природата, но во некоја наредна прилика се надевам дека повторно ќе одвоите време за нас и за нашите гледачи. И покрај тоа што имавте многу обврски, ви благодариме што одвоивте време да бидете наш денешен гостин ово утро. За мене е значено и битно дека секој кој има знаење треба да го сподели тоа знаење со сите оние кои ги интересира, а познавањето на нашата традиционална медицина, на лековитите растенија, мислам дека е значено битно. Штета е да стотици тони од тие лековити билки да ни пропаднат, а можеме да ги искористиме. Така да едукативната функција на вашата емисија навистина добра и ми беше задоволство да бидам дел од оваа емисија. Верувам дека гледачите нешто и научија и сум убеден дека во крај на линија тоа ќе им користи, но ние им стоиме на располагање секојдневно, така да и покрај тоа што моите професионални обврски сега како градоначалник на Штип не ми дозволуваат многу да занимавам со оваа работа, сепак јас не смеам да заборавам бидејќи тоа е мојата струка, тоа е она основно од која јас и утре ќе живеам. И секогаш сте отворени за некој совет за гледачите и секако за граѓаните. Дај Боже да имаме повеќе време да им се посветиме на луѓето. Ви благодарам уште еднаш што одвоивте време, како што кажав, се надевам дека ќе се видиме во некоја наредна прилика. Почитувани гледачи, овде го завршуваме разговорот, ќе одмориме со една кратка музичка пауза, потоа се враќаме во студио и нормално продолжуваме со другите содржини се до 10.